Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес ја разгледуваме предлог стратегијата за родовата еднаквост. Со предлог стратегијата се поставени повеќе цели по области за унапредување на целокупниот општествен систем во Република Македонија. Република Македонија има воспоставено широка рамка на институционални механизми за еднакви можности на жените и мажите, како на централно, така и на локално ниво. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република Македонија и Клубот на пратенички се пак механизми за спроведување на родовата перспектива во највисокиот представнички орган за креирање политики и донесување одлуки. А стратегијата за родова еднаквост е основен стратешки документ со кој се воспоставува сеопфатна рамка со активности за унапредување на родовата еднаквост и унапредување на статусот на жените. Оваа стратегија се донесува за период од 6 години, од 2022 година до 2027 година и е четвртиот стратешки документ во оваа област. Стратегијата тргнува од темелните вредности на уставниот поредок, владење на правото, хуманизам, социјална правда и солидарност и почитување на општо прифатените норми и на меѓународното право. Таа се води од антидискриминаторската клаузула во уживањето на основните слободи и права, утврдени во членот 9 на Уставот, според кој граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и во правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло и верското уверување, имотната и општествената положба. Донесувањето на стратегијата е уредено со Законот за еднакви можности на жените и мажите, Службен весник на Република Македонија број 6/12, со кој се предвидува усвојување на стратегијата од Собранието на Република Македонија, член 9 став 3 од Законот за еднакви можности на мажите и жените, по предлог на Владата на Република Македонија, член 10 став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените. Стратегијата се базира на меѓународна и национална правна рамка. Имено, Република Македонија е потписничка на Пекиншката декларација и платформа за акција од 1995 година, со која се обврзува на подобрување на статусот на жените и нивно заекнување во јавниот и во приватниот живот. Исто така, Република Македонија, како земја кандидатка за членство во Европската Унија, се обврзува со оваа стратегија и треба во иднина да потврди почитување и унапредување на европските стандарди и практики за постигнување на родовата еднаквост. Треба да се истакне дека чекор напред што се направи во Собранието на Република Македонија од овој пратенички состав е тоа што се донесе Закон за спречување од дискриминација и Закон за спречување и заштита од насилство врз жената и семејно насилство. Овие закони беа донесени со целосна поддршка од позицијата и од опозицијата, кои всушност се битни за остварување на предлог стратегијата за родовата еднаквост. Друг битен документ за спречување и борба против насилство врз жените и домашното насилство е Истанбулската конвенција. И таа представува основа и обврска во активности кон препознавање, превенција и заштита на жените и на девојчињата од секаков вид насилство. Овие закони и документи, заедно со донесувањето на оваа стратегија, треба да води кон унапредување на човековите права на жените и воспоставување еднакви можности за жените и за мажите во сите сфери на општественото живење. Исто така, овој стратешки документ ги обединува активностите во сите области на дејствување за постигнување родова еднаквост, сузбивање на стереотипите и предрасудите, превенција од родово базирано насилство, унапредување на статусот на жените во земјоделството, како и вреднување на лидерските потенцијали на жените. Граѓаните треба да знаат дека за подобрување на текстот на стратегијата
беа поднесени 10 амандмани на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите како матично работно тело на 7-та седница одржана на 29 март 2022 година. Од тие 10 амандмани, само еден беше одбијан, другите 9 беа прифатени од страна на Министерката за труд и социјална политика, од кои 3 беа видоизменети. Ова покажува дека стратегијата беше разгледана и донесена транспарентно и заедно од позицијата на власт и од опозицијата. За спроведување на стратегијата во иднина голема улога ќе има Министерството за труд и социјална политика. Министерството е институција која треба постојано да иницира и да креира политики за родова еднаквост и еднакви можности и да ја следи состојбата со родовата еднаквост во соработка со другите органи на државната управа. Социјалната заштита важно е да биде насочена кон ранливите категории жени и да ги земе во предвид вкрстувањето на нивните карактеристики при креирање и усвојување на мерките за помош и поддршка, како и подобрување на покриеноста со социјални, здравствени услуги, особено во руралните средини. Министерството за труд и социјална политика како институција исто така треба да инвестира во услуги во заедницата, особено за поддршка на жртвите на семејно и родово насилство. Понатаму, да обрне внимание за податоци за родовото насилство, затоа што недостасува систематско собирање на податоци за родово насилство. Продолжува и понатаму стереотипизацијата на половите, како и нападите врз жените. Жените во јавниот живот се подложни на особено злобни напади преку социјалните мрежи, кои во последните години особено земаа замав. Во однос на еднаквоста меѓу мажите и жените во областа на вработувањето и социјалната политика, објавен е првиот индекс на родова еднаквост, што покажува значителни родови разлики во учеството и квалитетот на работата. Имено жените имаат помала веројатност да бидат вработени со полно работно време отколку мажите. Во 2019 година стапката на вработеност кај мажите била 64,4% во споредба со жените која изнесува 44,7%. Што се однесува пак до Законот за заштита од вознемирување. Тој иако постои, сепак вознемирувањето на работното место тешко се докажува и санкционира. Постојат и обуки на работниците во јавниот сектор за родова еднаквост со цел унапредување на родовата еднаквост и елиминација на сексуалното вознемирување на работното место, но сепак нема постоечки податоци за действија на сексуално вознемирување на работното место или пак систем за истражување на такви действија. Има недостатоци и во Законот за здравствено осигурување, каде жените треба да работат најмалку 6 месеци кај истиот работодавач за да имаат право на породилно отсуство. Во врска со платите пак, меѓу мажите и жените, и понатаму постои родова стереотипизација и родов јас во платите. Во однос на пристап до правда, потребно е исто така целосно овозможување на пристап до правда за ранливата група на граѓани. Овде спаѓаат жените, жртви на насилство, како и затвореничките што имаат потреба од подобрување на пристап до здравствени услуги, до образовни услуги и вокацијски програми кои ќе олеснат нивната реинтеграција во општеството. Со овие проблеми кои постојат во нашиот општествен систем, со оваа предлог стратегија во иднина, системски и по области треба истите да се решаваат. На крај да резимирам. Визијата на стратегијата е унапредување на родовата еднаквост во општеството во кое жените и мажите, девојчињата и момчињата имаат еднакви права, пристап до ресурси, можности и заштита во сите сфери на животот, како услов за целокупен, одржлив економски, демографски, социјален развој и напредок на земјата, односно општеството, во кое жените и мажите ќе ги имаат сите привилегии исти и одговорности кои ќе ги остваруваат во вистинско заедничко партнерство. Да овозможиме и да придонесеме оваа визија во предвидениот 6-годишен период да се оствари и со оваа предлог стратегија да биде
изгласана од страна на сите пратеници во Собранието на Република Македонија. Благодарам.